На почетокот сакам да им се заблагодарам на сите оние повеќе од 4000 прилепчани кои што вчера присуствуваа на најголемиот митинг на Коалицијата за подобра Македонија во Скопје. Прилепчани кои што докажаа дека не сакаат да живеат во унитарна држава и во еднојазичен Прилеп. Прилепчани кои што сакаат подобар град со подобри услови за живот. Во изминатите години посветено работевме на изградба на квалитетна инфраструктура. Реализиравме многу проекти што ги ветивме во претходните години, а ќе реализираме и многу нови. Но тука не застануваме. Во наредниот период ќе продолжиме да ги реализираме капиталните проекти во патната и железничката инфраструктура. Ќе започнеме и со нови проекти во комуналната сфера, ќе воведеме и нови линии во авионскиот сообраќај кон најпрепознатливите европски дестинации. Ќе го подобриме и квалитетот на инфраструктурата во Република Македонија. Во делот на патната инфраструктура интензивно се градат трите автопати во Република Македонија: Демир Капија, Смоквица, Скопје, Штип и Кичево, Охрид. Сакам да потсетам дека вкупната вредност на овие автопати е повеќе од 800 милиони евра со вкупна должина од 114 километри. Набавивме нови возови за брз, сигурен и безбеден превоз на граѓаните, но тука не застануваме. Ќе набавиме и нови возови и нови локомотиви. Ќе продолжиме да ја градиме пругата кон Република Бугарија, кон Република Албанија, а ќе ја изградиме и пругата од Битола до границата со Грција. Поголемите железнички станици на коридорот 10 ќе добијат нов лик. Во наредниот период ќе ги надградиме и со нова опрема. Да потсетам дека нашата железничка станица е целосно реконструирана. Владата на ВМРО ДПМН посебен фокус става на изградбата на канализации и на водоводи. Планираме изградба на 70 канализациони мрежи и водоводи со цел да го подобриме квалитетот на живење. Особено внимание ВМРО ДПМН е посветило и на ранливите категории и во таа насока ќе продолжиме и со изградба на социјални станови. Сакам да ги потенцирам локалните патишта кои ќе бидат изградени во нашата општина и во Кривогаштанската општина. Почнуваме со изградба на патот Прилеп-Дабница, од должина од 4 км. Волково-Прилепец манастир, од должина од 5 км. Патот Оревовец-Крстец, од должина од 4 км. Прв дел од патот до село Полчиште, од должина од 3,5 км. Целосно ќе го реконструираме регионалниот пат Кадино село Боротино во вредност од 500.000 евра. Целосно ќе го реконструираме регионалниот пат Прилеп-Тополчане и Битола, вредност 500.000 евра. Реконструкција на регионалниот пат Кривогаштани-Кручево, многу битен пат, во вредност од 1.300.000 евра. Реконструкција на регионалниот пат Лажани-Кривогаштани, 800.000 евра. Исто така, во нашата програма предвидуваме и поддршка на спортското воздухопловство како база за развој на авиацијата и туризмот. Тоа подразбира и реконструкција на аеродромот во населеното место Коњари. Продолжуваме со изградба и на фекална канализација во поголемите населени места. Голема Коњари ќе добија 270.000 евра за таа намена, Крушајани 109.000 евра. Изградба на канализациона мрежа во населеното место Бела Црква, Војгијани, општина Кривогаштани, во вредност од 28 милиони денари. Изградба на водовод во село Војгијани, општина Кривогаштани, 5.400.000 денари. Изградба на доводен цевковод за приклучок на регионален водовод Студеничани сел Белополе во вредност од 31 милион денари. И на крајот, историскиот проект за Прилеп, Битола, Крушево, Долнени и Кривогаштани. Подобрување на патната врска од Градско до Прилеп преку изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново, вреден повеќе од 80 милиони евра. Оваа изградба веќе е во тек, а забрзо ќе приврши. Почитувани, ова е причината на 11 декември да ја дадете поддршката за оваа програма реално, затоа што проектите кои што ги прочитав и се внесени во овие 600 страни се реални. Ја имате гаранцијата за реализацијата во нашето доскорешно владење, во нашите доскорешни реализирани проекти.